Неутрален дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Македонија и Бугарија заедно ќе го освојуваат кинескиот пазар. Се планира извоз на овошје и зеленчук. Земјоделците задоволни од можноста за настап на кинескиот пазар. Планинскиот туризам во источниот регион има потенцијал. Се вложува во патната инфраструктура, но и во услови за земски туризам. Се е подготвено за гастрономско-музичкиот спектакл во Штип. Пастрамилијадата годинава со изброј угостители со нова локација на бината. Сите заинтересирани невработени лица, активни баратели на работа, од денес можат да се јавуваат на огласот за неповратен грант во висина од 3000 евра за самовработување преку отворање сопствен бизнис. Со добиените средства од страна на државата, невработените лица ќе можат да отворат бизнис по сопствена желба и според сопствената мотивација да се вработат себе си, а доколку нивниот бизнис план тоа го предвидува, да вработат и дополнителни лица во креираниот бизнис. За овој оглас предвидено е доделување 100 гранта за самовработување како трета фаза од овој проект за годинава. За реализација на овие нови 100 вработувања се обезбедени средства во висина од 20 милиони денари, додека за цела година се предвидени вкупно 1010 грантови, преку кои се отвораат толку нови работни места. За сите грантови годинава се предвидени вкупно 225 милиони денари, истакна на денешната пресконференција дополнителниот заменик министер Диме Спасов. Убава вест за производителите на овошје и зеленчук. Македонија и Бугарија заеднички ќе извезуваат земјоделски производи на кинескиот пазар. Единствено со заеднички настап кинескиот пазар може да биде реалност за македонските и бугарските производители на храна, заклучено е на министерската средба за земјоделство во Бугарија. Македонските производи од овошје и зеленчук имаат добра репутација и се извезуваат во повеќе земји, а постојано се прават и напори и инвестиции за зајакнување на конзервната преработувачка индустрија во земјава. Македонија и соседна Бугарија ќе соработуваат во извоз на земјоделски производи за кинескиот пазар. Според министерот за земјоделство Михаил Цветков, овие две соседни земји тешко ќе можат самостојно да извезат свежо овошје и зеленчук во Кина поради големата далечина. Но со заеднички заложби пристапот на огромниот кинески пазар не е достижен. Цветков укажа на фактот дека стоковната размена во земјоделството меѓу двете земји не е голема. Македонија извезува во Бугарија земјоделски производи за 20 милиони евра, а увезува за околу 40. Според него, тие податоци не одговараат на можностите и треба да се работи на зголемување на земната трговија, не само меѓу двете земји, туку и за излегување на трети пазари. Од Сојузот на земјоделци велат дека извозот на овие пазари ќе биде добар за производителите, преработувачките капацитети и за државата. Тоа е голема работа за македонскиот земјоделски сектор и ќе биде препорак, мислам, за понатамошните земјоделски активности, како на земјоделците, како на преработувачите, така да гледам позитивно. Кинескиот пазар е нешто големо и тука значи треба да се организираме со Бугарија да искористиме таа шанса и да биде во корист значи и на државата, и на преработувачите, и на земјоделските производители. Нека извизуват, за нас е по-убаво. Дома ќе си удадне. Ќе удадеш, мекто одговара на цената, ќе одговараш, мерто ка по-убаво да висиш. Председателот на Сдруженијето на регионалниот сојуз на земјоделци вели дека Македонија досега немала шанса на извоз за толку голем пазар. Толку години сум на функција, за Кина нема слушното, нешто имаше со тутунот, а тоа е друга гранка. Значи имаме правокласна домата, пиперка, красавица, губеница имаме други артикли, така да се куртоста капија воек, да кажам само дека
ајдерот македонскиот бренд го извезуваме во Нов Зеланд, во Австралија, во Америка и вај години ме зголемено значи производство, квантитет, квалитет на производите и ки има квалитетен ајдер што може да го понудиме на кинескиот пазар. Најмногу се извезуваат готови продукти, конзервирани или преработени и пакувани во соодветна амбалажа, како што е ајварот, пинџорот, киселите краставички и разни видови на компоти. Најмногу земјоделските производи се извезуваат во соседните земји и земјите од Европската Унија. Други позначајни дестинации се САД и Австралија. Крајниот исток работи на развој на туризмот. Туристичкиот потенцијал на планината Голак е недоволно искористен, но со подобрување на патната мрежа и најавените проекти, состојбата на овој план се менува. Реконструирани се 11 километри од патниот правец Делчево планина Голак, а до крајот на наредната година во планина Голак да се изгради и ски патека. Привршија активностите за реконструкција на патниот правец Делчево планина Голак. Со инвестиција обезбедена преку Министерството за транспорт и врски во вредност од 1,3 милиони евра, реконструирани се 11 километри на потегот од над манастирот Света Богородица Балаклија кон врвот Чавка на планината Голак. Реализацијата на оваа инвестиција е само еден од првичните услови за развој на туристичкиот центар Голак, кој во наредниот период би требало да го врати препознатливиот сјај со дополнителната најавена изградба на ски патека од страна на МЕПСО. Вакви се очекувањата и на локалните власти, но и на раководството на ВМРО ДПМН, чиј председател во месец март, кога започнаа градежните работи за реконструкција на патниот правец Делчево Голак, ја најави изградбата на ски патека која треба да започне да се гради наредната година. Патот ќе овозможи развој на туристичкиот центар Голак. Акционерското друштво во државна собственост МЕПСО планира следното лето, односно следната година, да гради овдека во Голак исто така скијашки центар. Патот заедно со скијашкиот центар ќе станат атрактивни и за некој да го земе одморалиштето, да го купи и да го уреди, а сето тоа пак ќе помогне за развој на туризмот и на луѓето што живеат во овој регион, но и пошироко. Во план за реализација на општината Делчево и проектот со кој е предвидено изградба на велосипедска патека за планински велосипедизам во должина од 5 километри, која ќе биде обележана по сите стандарди за маунтан байкинг, со што и тоа како ќе се направат крупни чекори, планината Голак повторно да блесне во својот препознатлив сјај и целосно да се врати времето кога на Голак доаѓаа гости, не само од Македонија, туку и од поранешните ју републики. Инаку реконструкцијата која се случуваше на патниот правец Делчево Голак опфаќаше проширување на банкините, како и целосно асфалтирање на носечкиот асфалтен слој со променлива зголемена ширина на критичните кривини по цела должина на патот. Ширината на коловозната лента е 4 метри, со по 0,5 метри банкини од двете страни на патот. Политика во дневникот на Канал Плюс. Општинската организација на СДСМ Штип денес го кажа ставот за инвестициите во патната инфраструктура во источниот регион за време на владењето на ВМРО ДПМН. Истакнуваат дека за состојбата на патиштата говори бројот на жртвите на патиштата во Македонија, 90 од почетокот на годината. ВМРО ДПМН цели 10 години ветува дека ќе ја започне изградбата на патниот правец кон Кочани и Радовиш. Изградбата се уште не е започната. Дополнително, одроните и дупките на патот кон Делчево и границата со Бугарија се секојдневие. При најмали врнежи овој пат станува непроводен. По демократските промени за новата власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, приоритет ќе бидат нови и безбедни патишта, од кои што бенефит ќе имаат сите граѓани. Инфраструктурата во цела Источна Македонија ќе биде обновена, а ќе бидат изградени патните правци Штип-Кочани, Кочани-Делчево, Штип-Радовиш, како и патот кон Пробишти. Денешната пресконференција на СДСМ има цел да ја минимизира важноста на проектите кои ги реализира ВМРО ДПМН, а кои се од голема важност за Штип, реплицираат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип.
Ако Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сакаше да ги обнови патиштата во Македонија, тие имаа можност 10 години да го сторат тоа. На нивна жалост, граѓаните не паметат ниту еден инфраструктурен проект реализиран од нивна страна, ако е од особена важност за Штип. Освен ако не ги сметаат за нивен најголем успех лажните ветувања за вработување по еден член од секое семејство, невработени 10.000 лица од Штип до 2006 година, кој по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт спадна под 2000 лица. Автопатот Штип Миладиновци се гради, при крај обновата на патот Штип Велес, тир зоната се полни со фабрики, Штип доби универзитета, по 70 години се гради и нова клиничка болница. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија би се чувствувал покомотно ако овие проекти не се реалност. Комунални инспектори во Штип ги засилија акциите за отстранување на стока и живина на подрачјето на општината. Собствениците на стока се соочуваат со парични казни до 200 евра плюс други трошоци. Најмногу мини фарми има во населбите Сењак, Пребек и Тузлак. Општинските комунални инспектори започнаа со засилени акции за отстранување на стока и живина на подрачјето на општина Штип. Граѓаните кои чуваат домашни животни и живина во градежен рајон, истите треба да ги отстранат најмалку 500 метри надвор од генералниот урбанистички план. Доколку бидат затечени на лице место, комуналните инспектори ќе действуваат според законот за јавна чистота и комунални дејности и на собствениците ќе им бидат одземени домашните животни и птици. Упатуваме апел до сите граѓани кои што чуваат стока, посебно крупна стока, значи коњи, свињи, крави, кози, да ги отстранат од централното градско подрачје, бидејќи е дозволено да се чува значи надвор од границите на на генералниот урбанистички план, односно 500 метра, значи најмалце од градежен раон. Осем тоа што жителите кои нема да ги дислоцираат животните и птиците се соочуваат со парични казни од 50 до 200 евра во денарска противвредност, истите треба да платат доколку сакаат повторно да ги земат во своја собственост. Значено за оваа акција е тоа бидејќи ќе се собираат од наша страна, значи од страна на општина Штип и ќе бидат значи однесени на места каде што понатаму ќе мора да бидат собствениците принудени да платат за да ги земат назад својата стока. Од досегашните акции кои ги имаат спроведено, комуналните инспектори се отстранети голем број на објекти каде се чува стока и живина. Во ваквите активности голем придонес даваат и граѓаните кои ги пријавуваат несовесните жители. Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај во Кочани одржа седница на која беше разгледана точката за измена на режимот на сообраќај на неколку улици во градот. Заклучоците од седницата е Општинскиот совет за безбедност да направи детална анализа и да излезе со конечно решение во кој правец би биле еднонасочни улиците Илинденска, Кеј на револуцијата, ВМРО и Доктор Николик. Да се направи детална анализа и Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај во Кочани да излезе со конечно решение во кој правец би биле еднонасочни улиците Илинденска, Доктор Николик, Кеј на револуцијата и ВМРО. Е заклучокот од седницата на Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај што се одржа во салата за состаноци во општината. Претходниот предлог беше тие правци да бидат на движење, да го задржат правецот на движење од раскрсницата Шеплен до горе до плоштадо, со тоа што на другата улицата, значи Кеј на револуција, би била еднонасочна надолу према реката. Сега имаше предлог значи од советникот Ѓорги да се направи друга анализа за да се сменат правците на движење на возилата од кружниот тек према плоштадот, а другата улица да се смене со обратен правец на движење од плоштадот кон раскрсницата кај Чеплената. Од реализираната јавна расправа на оваа тема на која се слушна мислењето на граѓаните, дел од жителите на улицата Илинденска беа против измената на режим на сообраќај на оваа улица. После јавната расправа, околу 50 на граѓани до општина Кочани поднеле петиција со која се согласуваат за воведување на измена на режимот, што значи дека мислењата на граѓаните за овој предлог се поделени. Затоа на седницата беше разгледан предлогот улицата Илинденска да биде еднонасочна за сите возила, освен за товарни возила при дотур на стока, за што ќе биде поставен соодветен знак, што значи дека само тие возила
ќе може да ја користат улицата во двата правца. За сите други ќе биде еднонасочна. На седницата стана збор и за двете помошни улици што ги поврзуваат доктор Николик и Гоце Делчев, при што едната од правец на зградата на Евана кон Црвен крст, а другата во спротивна насока. Инаку, целта на воведување на новиот режим на сообраќај на споменатите улици е да се подобри безбедноста на сите учесници во сообраќајот на најфреквентните улици во градот, посебно на пешаците и велосипедистите, како и намалување на бројот на сообраќајни несреќи во централното градско подрачје. Градскиот пазар во Штип и денес богато снабден. Покрај стандардните градинарски производи и овошје, зголемена понуда имаше најварскиот пипер, кој во зависност од квалитетот се продаваше од 20 до 25 денари за килограм. Но и покрај големиот избор изостана очекуваната навалица за пиперки, се пожалија производителите. И денешниот слично како минатиот пазарен ден. Богата понуда, просечна побарувачка. Иако календарски е време кога по обичај се започнува со подготовка на еварот и другата зимница, на пазарот без гужви. 20 денара килто. Купуват, ама тешко одере. Повеќе се молат на поевтено. А баршка 20 денара. 20. Купуват. Славо. Може да е рано излезе. Може да е рано. Има ли црвен пипер? Има, доста има. Составен дел на еварот е и синиот патлиџан, кој во зависност од квалитетот се продаваше по цена од Модрија 5 денара парче. Да. Троши ли? Слабо, оште не е сезона. Рано е оште, не знам, немат оште топло им сто луѓето. Меѓутоа, што велат купувачите? Ќе правите ли ајвар? Па ќе правиме. Па не сум прашувала уште и ќе правиме, ама овај петок не. Дали се уште е рано или побарувачката на ајварскиот пипер е поради цената, ќе покаже веќе наредниот пазарен ден. Факт е дека Штипскиот пазар е еден од најснабдените со градинарски производи и овошје, кој и денеска можеше да се набави по прифатливи цени. СВР Штип поднесе известување против 15-годишник и кривична пријава против 33-годишниот МА, двајцата од Штип, поради сомнение за сторено кривично дело кражба. Пријавените на 30 август годинава од шума во атар на село Шашаварлија, општина Карвинци, собственост на Република Македонија, исекле и одзеле 4,5 метри кубни дабови огревни дрвја, со намера истите да ги продадат и да се стекнат со противправна имотна корист. Пријавените на тој начин причиниле штета на Република Македонија, јавно предпријатие Македонски шуми, во износ од 47.250 денари. Финишираат подготовките за 10-та јубилејна пастрамалијада во Штип. Бројот на угостители кои ќе имаат штандови е приближно ист како и минатата година. Листата на музички звезди кои ќе настапат е утврдена, единствено променета ќе биде локацијата на бината. Околу 30 на штипски угостители со своји штандови ќе земат учество и на годинешнава штипска пастрамалијада. На присутните ќе им понудат пастрамалии по унифицирана цена, а освен пастрамалии, покровителите на манифестацијата ќе понудат и соодветен пијалок. Од Кирил Панајотов, надлежен од организаторот општина Штип, дознаваме дека потврдени се учествата на сите најавени музички звезди, а веќе од среда ќе започне поставувањето на бината. Она што е ново годинава е дека бината каде ќе настапуваат музичките звезди ќе биде на нова локација, непосредно до кружниот тек кој во изминативе денови се прави на местото на раскрсницата кај така нареченото дујле. Веќе е ангажирана агенција која што ќе го среди просторот околу бината, озвучувањето најпрофесионално како и минатата година. Некаде од среда ќе започнат сите активности на монтирање на бината и на озвучувањето. Ќе биде се во најдобар ред. Пред се ќе им се даде можност на публиката да биде околу бината. Иако на почетокот на изведувањето на активностите околу кружниот тек беше најавено дека истиот ќе биде завршен до 10 септември, сепак временските неприлики не го дозволија тоа. Александар Југов од Лерит тимот истакна дека сите потребни инсталации се поставени, но поради врнежите од дожд се одложува асфалтирањето. Југов додаде дека се прават напори до среда се да е комплетно завршено. А она што ќе се случува на 16, 17 и 18 септември е манифестација која годинава се организира по јубилеен 10 пат.
за она што се случуваше пред 10 години, односно како започна се околу оваа уште една традиционална штипска манифестација, подсетува иницијаторот Кирил Панајотов. Нормално е дека како и секоја друга манифестација таа еволуираше. Првиот концепт се сеќавам кога го правев лично на таа прва пастрамелијада, идејата беше да се слави пастрамелијата. Ако споредите од првата до сегашната, сега ги славиме концертите повеќе на пеачите кои што присуствуваат тука, многу помалку на пастрамелијата како бренд. Пастрамелијата е нешто пропратно, ако земете ќе каснете, ако не, можете да поминете со пијачка и да стоите пред пината. Првата пастрамелијада се викаше Денови на пастрамелијата и маслото, ако се сеќавате. Сега славиме само пастрамелија, но акцентот се става на концертите во најголем дел. За разлика од пред 10 години, годинава, за да се вкуси брендираната штипска пастрамелија и за добра забава, освен од страна на штипјани и жители на останатите градови во Македонија, присуство најавиле и гости од соседните Србија и Бугарија, но и од другите држави на Балканот. Трите осомничени, радикализирани и фанатични млади жени уапсени во четвртокот во текот на ноќта најверојатно подготвувале насилни акции, рече министерот за внатрешни работи на Франција Бернар Казнев, како што пренесува дописникот на Мија од Париз. Главна осомничената на возраст од 19 години се заколнала на верност на джихадистичката група Исламска држава. Таа беше уапсена во четвртокот ноќта во Буси Сен Антуан во рамките на истрагата по откривањето на автомобил наполнет со плински боци. Нејзиното апсење и тоа на двете постари наводно соучесници на возраст од 23 и 39 години во четвртокот вечер на улицата во Есон беше многу бурно. До почетокот на вечерта, наблюдувани од страна на полицијата и тајната служба, триото излегло од зградата во која живее една од нив. 4 лица загинаа, 47 се повредени, откако воз излета од шини во Шпанија. Инцидентот се случи денеска во северозападната област Галисија. За сега нема информација од полицијата за причината на несреќата. Возот што излетал од шините е португалски и сообраќал од Виго, Галисија за Порто во соседна Португалија. Во него имало 63 патници и 2 од персоналот. Несреќата се случила во Порино, на околу 450 километри северозападно од Мадрид. Камион шлепер со 22,5 тони недоизработени долари во монети се преврате на автопатот Interstate 95, пошто сообраќајот беше запрен бидејќи монетите испаднале од возилото. Возачот Стефан Маринковиќ, 25 години, е во болница во Чикаго со полесни повреди и ќе биде казнет за невнимателно возење. Монетите кои биле на пат кон фабриката за изработка на монети во Филаделфија се собрани и складирани. Со резултат 3:1 фудбалскиот клуб Беласица од Струмица го совлада домашниот тим на Брегалница Делчево во рамки на првото коло од третата македонска фудбалска лига Исток. Надпревар кој имаше мирен почеток со блага иницијатива на гостите кои ја искористија, победувајќи со 1:0, но она што го направи надпреварот доста нервозен и груб беше неоправдано досудениот пенал за гостите, апсолутно непостоечки пенал кој влијаеше гостите да победат со 2:0. Неправедната одлука ги депримираше домакините, па до крајот на полувремето остана резултатот 0:2, а со поангажирана игра во првата третина од вториот дел, домакините целосно ја презедоа иницијативата и намалија на 1:2, а при тоа има и погодена пречка и голем број на неискористени шанси. Сето тоа гостите го искористија при крајот на надпреварот, па преку контранапад го казнија пропуштеното и заминаа во Струмица со 3 бода. Сепак она што ќе остане како дамка на овој надпревар е досудениот непостоечки пенал за гостинскиот тим, одлука која судијата Стојанче Стоилов треба да го чини негативна оценка од страна на дисциплинската комисија. Што се однесува до останатите надпревари од првото коло во третата фудбалска лига Исток, Косогово со 3:0 на домашен терен славеше надработник. Прва победа забележа Новелијата во лигата Кит го Пехче, во кој што со 2:0 го совладаа тимот на Слога Виница. Лошо стартуваше Сасо од македонска Каменица која загуби во Василево со 2:1.
а со 3:1 Чеполе беше подобар од Тиверија на гости. Во натпревар кој се играше во Радовиш, Плачковица го совлада Рудар со 1:0, додека во последниот натпревар Малеш беше подобар од Конче Бирлик со 9:2. Ова беше се во Централниот дневник на Канал Плюс. Се гледаме повторно во 23 часот, термин за третиот дневник. Пријатно!